Се вратите во нов влогмас, во ден број 9. Денес ќе ви снимам идеи за аутфит, што може да ги носите низ дома, а што можете да ги носите и за на англиски, за на училиште или за негде на прошетка. Така да, можеме да почнеме. Занемарете го иначе хаосот овде. Почнуваме со првиот аутфит, што е за низ дома. Значи, горе некоја лабава блуза, долу лабави тренерки што ви се зголни, мене не ми се толку баш наизгледни, тоа што има долу ластик. Долу, дека е зима, ако сакате некои топлинки, било какви. И еве ви идеја. Значи, горе лабаво, долу лабаво и да уживате да се истегнете. Така да, било која блуза горе, за дома нема некаков одреден стил. А сега за надвор, иначе ова е само за машки. За женски јас не сум стилиста, ама ни за машки, ама ќе ви покажам идеи за аутфит. Така да сега одиме нешто за надвор. Сега за ладно време, ако е ладно времето надвор, најдобро е да си облечите некој дуксер. Ако сакате да личите убо, најдобро е бел дуксер. Значи да не е она сега жолто джиш дуксеро, па да одите шарени. Значи, еве дуксер, бел и што ќе ви личи преубо. Сега нема да се облеквам, само ќе ви покажам. Значи дуксер бел што личи преубо и што може да го комбинирате со се. Ама буквално со се. Така да, јас ќе мора да се облечам, тоа што сум на англиски, тоа ви го кажав, мислам, не знам. Така да, одиме сега за надолу за со овој дуксер. Имаме две опции. Значи, ако сакате некои тренерки, што може да бидат бели, ако најдете негде бели, рече што јас немам бели надолу, ништо немам за надолу бело. Ова, внатре се жолти, занемарете, ето. И вака, значи, ова со белиот дуксер ќе личи исто убаво. Ама ќе нема личите толку убаво. Зато надолу некои широки вакви, значи горе вакви со ластик, долу широчки. Не мора се широки долу. Не мора. Ако сакате може долу што се со ластик, како овие зелените. Ама ќе стигнеме и до зелените на што можеме да ги комбинираме овие. Имам и црни вакви, небитно, сега ќе ви покажам се. Така да, ова мислам дека ќе биде подобра комбинација него со овие, така да имаме втора комбинација и сега ќе ви покажам и трета. Комбинација онај Patrick Days, како и да се вика, она во зелено цел што си. Горе, на која зелена блуза, можете, ова исто за надвор, така. Горе зелена блуза, еве, just do it, значи најдобри се овие, значи, мислам, најдобро ќе ви стојат овие дека се широчки, на било кој може да стои, то со долу зелени фармерки. Ќе личите, значи, преубо, нема ви демонстрирам ништо да облекам, затоа што се брзам, ама всушност вака некако ќе личи дека темно, едното темно и другото ќе личите убаво. Сега одиме со посветли. Имам посветли фармерки зелени, зато истите. Оваа блуза што е посветла, него оваа, и тоа се гледа многу разлика. Со ова имам и скроз она светло зелена, ама не ќе личи катастрофа. Ова нема личи лошо, ќе личи убаво. Ама ова ќе личи на црни фармерки многу поубаво. Ама еве ви, ако сакате цели во зелено, еве ви уште една комбинација, така да сега одиме на на трета комбинација. Мислите, оние црните фармерки долу со ластик како зелените, само црни, тие ќе одговарат со ваква блуза. Значи, со некаја ваква, да речам, по-спортска, како во Roblox, вака некоја, ќе ви одговара и то многу. Зашто има две етикети, јас не знам. Значи, ќе ви биде преубо, значи ова со црни долу,
или со сини. Не можам сега ви вадам, ќе ви покажам само каква нијанса сина. Каква ќе ви одговара ова со нијанса сина долу. И ќе видите преубаво буквално. Сега ви покажам. Каква нијанса, не можам сега да го вадам, речеше е најдолу. И за таква збор. Ке ме мрзи, ама јас многу сакам онака да направам како едно по едно, небитно, да ви мислев ќе ви пишем во видеото вака како со стрелчина, ама дефинитивно нема можам тоа да го направам, рече немам ни време. И сега сепак си ја носам оваа за на англиски, ја немам носено на англиски мислам, и ќе ја носам или е многу слаба. Нема да е слаба, има надвор сонце, малце. Немам исто да ќе се облечам со подебела вентијага. А надолу ќе морам црни ја носам. Така да сега ќе ви покажам колку ми личи аутфито. И всушност тоа ќе биде то. Ако сакате да одите на училиште, ако не носите униформа, било кој од овие аутфити, ако носите униформа, горе униформа, било какви фармерки долу, ако ви е сива како кај мене, ќе ви одговара на црно. На зелено не одговара баш, ама јас носам и зелени на училиште, дека иче ме гајле. Не мора да сум толку спремен кога одам на училиште, немам удолу, така да сега ќе се облечам, па ќе ви покажам како испадна. Види го и заборав да кажам, значи за чорапи носите било какви чорапи што сакате, само немојте црни чорапи на бели патики или бели патики на црни чорапи. Плиз! Бели патики на црни чорапи? Да, значи така, тие две ве могат. Значи, носете портогалеви ако сакате, носете жолти, носете кафеави. Бели посебно најдобро. Јас во моментот носам црвени, рече што се овие ми договарат. И сега ќе се пресоблечам. И еве, јас носам бели чорапи на бели патики, еве ми го аутфитот. Можете некако вака, ако сте нешто, да се наместите, ама никам. Не ми го вака. И вака ќе одам. Така да тоа беше тоа за овој видео, ако ви бенди се лајк, ако не дислајк, јас нема друго што поќе да кажам. Притиснете го лајк, дугмето, плиз, и subscribe, а ние се гледаме во наредно видео, поточно утре во нареден влогмас. И ако престанам со влогмас, I'm so sorry. Чао!